Добре, криптоентузијасти, добре дојдовте во уште едно видео на нашиот канал. Денеска ќе имаме видео за истражување на коин, односно токен. Tron TRX е коинот кој што ќе обработуваме, со тоа што ова е нормално апдейт. Така да, како што знаете и сами, ова не е прв пат, нормално го работиме веќе повеќе од 121 пат со нови коини и ова е веќе 8 или 9 коин кој што го обработуваме повторно на нашиот канал со свој апдейт, нормално еден од постарите коини во криптопазарот. Нормално ова е дел од овонеделната материја. Како што знаете, распоредот е веќе подготвен, односно во текот на среда очекувате да имаме лайвстрим за макроекономија и крипто. Во петок имаме алткоин вести, сабота продолжуваме со лов на дно, биткоин циклусот, техничка анализа на пазарите. Мораме да проследиме дали ова е ефективниот dead cat bounce кој што го очекувавме. И во недела продолжуваме со мини серијалот за економија како оружје, каде што ќе разговараме за сахелските држави, тоа се Нигер, Мали и Буркина Фасо, кои што моментално се под економски притисок на овој пат гејропска велесила, а тоа е нормално Северната афричка колонија, така наречена Франција. Тоа е во однос на оваа недела, нема да должиме премногу, ќе се посветиме повеќе на самиот проект денес, со тоа што пак за оние кои што потенцијално прв пат се среќаваат со оваа работа на нашиот канал, како го правиме тоа? Го правиме со предлози на нашиот канал, каде што вие на ваков тип на постои на Facebook ни давате идеи за тоа кои коини потенцијално би сакале да ги обработиме, со тоа што веќе имаме, би рекол, една целина на коини кои што треба да ги обработиме пред да имаме ваков пост. Нормално во меѓувреме ги работиме и овие второстепени анализи на коини кои што веќе ги имаме на нашиот канал, за да ви дадеме апдейт што се случува со истите. Во меѓувреме останатите коини кои што треба да ги обработиме пред да почнеме нормално со повторно гласање за нови коини, тоа се Conflux, Telcoin, Centrifuge, World Liberty Fi и овде каде беше предложен уште еден коин кој што треба да погледнеме што е пред да одлучиме дали ќе го работиме, а тоа е World Mobile Token. Така да тоа се коините кои што треба да ги обработиме сега. Со тоа што како ги обработуваме, нормално ова е наша анализа со наши методи и наши групи на прашање, односно со цел да имаме целосна ефективна слика на тоа што се случува во еден проект, ги одговараме овие 6 групи на прашања и на тој начин имаме целосна слика за проектот и се што треба да знаеме за истиот, барем во основна форма нормално. А сите претходно обработени коини може да ги најдете на нашата плейлиста за анализа на коини токени на нашиот канал, со тоа што пак ќе напоменам 122 обработени коини и голем дел од, би рекол, поголемите проекти веќе имаат свој апдейт. Со тоа што, како што знаете, не ги одговараме сите овие прашања поред, но дефинитивно ќе дадеме одговор на секое едно од нив. Нормално, како и секојаш, прво почнуваме од апликацијата. Со оглед на фактот дека Tron представува Layer 1 смарт контракт компатибилна платформа со своја виртуална машина. Истиот е нормално, би рекол, во категорија со најголемите Layer 1 проекти кои што многу пати до сега сме ги обработиле, како што се Ethereum, XRP, Binance, Solana, Cardano и така натаму. Со тоа што нормално ова е во однос на Layer 1, кога станува збор за смарт контракт компатибилни платформи, повторно прилика го имаме истото друштво. Што значи дека сите овие проекти практично се, како што знаете и сами, конкуренција на Tron. И сега ќе видиме дека секој од овие Layer кетсови си наоѓа свое место, своја нишка во која што функционира, па така и Tron моментално е еден од најуспешните Layer 1 проекти поради масовната, би рекол, миграција на стейблкоините на истиот. Додека кога станува збор за апликација од реалниот свет, нормално дека не може да го замена со оглед на фактот дека станува збор за блокчейн технологија. Поголемина 33 милиарди долари маркет кап, што го става на многу високо ниво. Моментално е на 8 место топ 10 коин во блокчейн светот, што значи дека станува збор за голем проект. Како што знаете и сами, од 0 до 1 милиарда долари маркет кап ни представува микропроект, од 1 до 5 мал, од 5 до 10 среден и над 10 милиарди станува збор за голем проект. Со тоа што можеме да забележиме дека Tron се уште е во ефективен bull market, верувале или не, еден од ретките коини кои што може тоа да го каже. Повеќе за нормално токеномијата ќе поразговараме малку подоцна. Ова беше во однос на апликацијата. Сега би разговарале малку повеќе во однос на токеномијата, каде што ќе се осврнеме на неговиот блокчейн и неговото создавање. Како што може да видиме, истиот е создаден со иницијалните приватни оние финансиски рунди или така речено VC
venture capitalist инвеститори. Као што може да забележите, истиот е кинески проект и може да видите дека најголем дел, односно сите практично инвеститори се од Азија, претпоставувам Кина. Со тоа што првата рунда на финансирање била во 2017 година, затоа и велам еден од најстарите проекти на пазарот моментално, и има уште една во третата четвртина од 2017 година, за која што ќе разговараме малку подоцна, која што е практично стандарден тип на продажба на токени, ICO. Тоа е во однос на неговото постанување, би рекол, додека кога станува збор за неговиот стандарден, нормално консензус механизам е Delegated Proof of Stake. Као што веќе многу пати сме објасниле, Proof of Stake значи делегирање во оваа ситуација на своите коини на одредени нодови кои што имаат практично голема маса на стейкинг, голема маса на токени, тоест коини кои што се ставени под стейкинг во нивниот нод, кои што практично имаат големо право на глас и нормално приоритет при запишување на трансакции, за кои што ќе разговараме малку подоцна, кога ќе разговараме за креирањето на нодови. Моментално, значи во самиот блокчейн Tron имаме 27 така наречени супер репрезентативни нодови, тоа се оние нодови на кои што им е дозволено да запишуваат трансакции, што значи дека ако сакате да имате нод кој што е профитабилен на Tron, истиот мора да биде во топ 27 нодови по стейкинг, односно да имате толку многу коини со кои што би биле во овие топ 27 нодови. Пак ќе кажам за тоа малку подоцна. Значи, као што видовме, истиот е првенствено ERC20 токен, почнува како токен на Ethereum блокчейнот, а потоа истиот мигрира на собствен блокчейн и од 2017 година ефективно има практично свој блокчейн. Као што видовме, моментално максималната бројка на валидатори, односно нодови е 27, во тоа време била 21, и дополнително BitTorrent е како TRX10 токен кој што веќе сме го вработиле на нашиот канал. Тоа е најпознатиот токен кој што моментално Tron го поседува. Знаете, станува збор за торенти. BitTorrent е еден од најголемите торент провайдери во светот, кој што моментално функционира на Tron мрежата. Тоа е една од позитивните работи за кои што сме зборувале претходно во нашите презентации, посебно кога станува збор за BTT проектот. Самиот факт дека има TRX10 компатибилни токени ви кажува дека истиот е смарт контракт компатибилен, што значи дека може да се креираат смарт контракти за токени на други апликации, како што во оваа ситуација BitTorrent, нешто паралелно со Ethereum кој што има своји токени, со Binance кој што има своји токени, со Lana и така натаму. Што значи дека е ефективен Layer 1 како што можеме да забележиме кој што функционира. Сега понатаму, неговиот програмски јазик е Solidity, исто како во Ethereum случајот, не е случајно направен со Solidity со цел да може нормално да се креираат апликации кои што се компатибилни за Tron и за Ethereum. Посебно со оглед на фактот дека Tron, како што кажавме на самиот почеток, потекнува од апликација на Ethereum ERC20 токен. Сега, како што веќе спомнавме, значи станува збор за ограничена количина на нодови кои што имаат на вистинско право и нормално привилегија да запишуваат трансакции. Значи не е тешко да се направи нод. Нормално линкот за нодот ќе го поставиме, за креирање на нод ќе го поставиме во нашата во дескрипцијата на видеото, како што може да забележите, не бара некои премногу големи, би рекол, квалификации, односно преиспозиции на вашите хардверски способности, кога станува збор за каков компјутер ви е потребен. Проблемот доаѓа дури не е ни од токените кои што ви се потребни, значи потребни се 9999 Tron токени за да може да направите, тоест да имате свој нод, тоа е $3500, со тоа што ова е уплата. Значи не е како во стандардните, каде што треба да ги држите под стейк, туку ова е така речено уплата која што треба да ја направите со цел да ви биде дозволено да бидете така речено кандидат за да ви биде дозволено да имате свој нод. Проблемот е што само овие топ 27 нодови кои што имаат најголема количина на стейкинг имаат право да добијат право да запишат блок. Као што можеме да видиме, моменталната награда за запишан блок на Tron е 32 TRX токени за секој запишан блок. Ево го, уште еднаш да го потврдиме, значи токен терминал, децентрализирана платформа која што ни потврдува колку активни валидатори моментално имаме на Tron, каде што пак ќе напоменам, овие 27 се уствари оние кои што имаат право да запишуваат нодови, се останато нема поента да го имате кога нема да имате право на награда. Така да затоа и очигледно постојат само 27 кои што се претпоставувам најголеми, други барем јас лично не сум видел.
Кога станува збор за стейкинг, кој што може да го правите на овие нодови, така речено на овие Delegated Proof of Stake нод валидатори, можеме да видиме дека отприлика 3,26 е годишната награда за стейкинг на Tron. Една импресивна бројка која што моментално имаме е дека 49% вкупната количина на коини во циркулација се под стейкинг. Тоа е според нивниот Tron Scan Explorer, но истото можеме да го потврдиме и овде, каде што може да забележиме дека јасно тоа не е моментална состојба, туку можеме да видиме дека долгорочно во, би рекол, подолг период, ќе го продолжиме период, да видиме дали тоа е така подолг период. Значи, на пример, 2022 година сме имале 44 оприлика, сега имаме 46 така речено милиони токени кои што се под стейк, или пак ќе напоменам, нема голема разлика, оприлика постојано имаме половина од коините во циркулација се под стейк. Со тоа што како изгледаат валидаторите, каде што може да ставите под стейк, тоест извинувам, ова се валидаторите овде, каде што може да ставите под стейк ваши коини, а ова е нормално DAO-то на Tron, каде што може да гласате. Ова е практично како што може да забележите се на tronscan.org, што е експлорерот на овој блокчейн, и овде може да најдете апсолутно се што ви интересира, конкретно околу неговите внатрешни функционалности, со тоа што кои новчаници моментално се прифаќаат со цел да можете да гласате и да ги ставите вашите коини во стейк. TronLink, Ledger, нормално зборуваме за Cold Wallet од Ledger, и Wallet Connect, кој што е така речена апликација која што има огромна количина на wallet-и во истата. Тоа е во однос на DAO-то и како изгледа неговиот екосистем, што покажува дека самиот Tron има активен екосистем, има децентрализирани апликации, и тоа ќе го покажеме подосна со DeFi Lama и со масата на капитал која што моментално постои во практично Tron екосистемот. Како што може да забележите, има солидна количина на апликации во екосистемот. Сега, овдека ќе се навратиме малку на фундаментална анализа, да видиме што се случува со овој проект во однос на неговите вести, поврзани нормално со работата на овој проект. Значи, првата работа која што ја гледаме, како и многу други проекти, е дека и Tron исто така работи на заштита од квантни компјутери. Со тоа што веќе има активен роудмап, тоа би било во исто време и поврзано со зрелост, односно роудмап на самиот блокчейн, каде што се очекува во наредните година дена да достигнат целосна квантна резистентност, односно да не може да бидат нападнати од квантни компјутери. Ова е нешто што е исклучиво битно за апсолутно сите, би рекол, блокчейни моментално. Што би рекол е очекувана вест и кај останатите проекти кои што ќе ги истражуваме, и би рекол добре дојдена, затоа што, пак ќе кажам, квантната резистентност е едно од најбитните работи на блокчейн моментално секторот. PayPal го пренесе својот PYUSD на Tron мрежата исто така, како што кажавме, и на останати блокчейни, но Tron е моментално денеска битен. Како што кажавме, Tron е генерално познат како блокчейн за стейблкоини. Тоа е една од неговите појаки страни и на тој начин истиот се држи да биде, би рекол, во толку добра форма како блокчейн. Тоа ќе го погледнеме кога ќе разговараме за неговите метрици, односно што се случува во самиот блокчейн. Дополнително, Justin Sun, ова е една од работите кои што мене не ми се допаѓаат. Овој блокчейн е многу централизиран околу неговиот креатор, а тоа е Justin Sun, и знаеме дека се што се случува конкретно со овој човек веднаш делува на вредноста на овој коин. Една од причините поради која што ние не сме инвестирани во Tron. Односно, кога испадна веста дека Justin Sun на почетокот на оваа година, на почетокот на 2025 година, инвестираше голема количина на пари во World Liberty Fi проектот на Orangutanus Pedophilius и неговите синови, нормално тоа беше екстремно позитивна вест за самиот блокчейн кој што експлодираше во тој момент, но за жал моментално можеме да видиме дека тоа оди во обратна насока, односно имаме обострани тужби, првенствено од самиот Justin Sun кон синовите на Трамп и оваа компанија, заради тоа што наводно е изнудуван практично за огромната количина на World Liberty Fi коини кои што ги поседува, токени кои што ги поседува, а од друга страна пак сега враќа така речено оваа компанија, тоест синовите на Orangutanus Pedophilius, со тоа што истите тврдат дека станува збор за клевета
и нормално истите го тужат повратно, би рекол, ова е контратужба кон во оваа ситуација нормално Justin Sun. Ова е нешто што мене воопште не ми се допаја, многу пати сме спомнале, дека една од најнегативните работи што може да му се случат на еден проект се поврзување со кривични и судски случаи. Земете го за пример XRP, имавме опресија, така речено, на цената, цели 6-7 години поради целата оваа ситуација со нивната тужба. Зборувам уште пред иницирањето на тужбата, па до практично ден денеска се уште го имаме истиот ефект на цената кој што се уште трае. Како и да е, ова не верувам дека ќе заврши добро, посебно не кога вие сте во активен случај против компанија која што е во директна собственост, индиректна, второ колено собственост на претседателот на Мурика. Не знам како ова позитивно би завршило и морам да го напоменам за оние кои што инвестираат во Трон, да го имаат во предвид. Дефинитивно судбината на Трон ќе биде поврзана со оваа тужба, иако тужбата е за коини, односно токени на World Liberty 5 проектот, ова дефинитивно ќе се одрази. Кога станува збор за техничка анализа, значи, како што кажавме, ова е еден од ретките коини кои што е се уште во bull market. Односно, можеме да забележиме дека и понатаму оваа основна поддршка која што постои уште од претходниот bear market, погледнете. Зборувам 2020, се извинувам, ова е пандемијата 2020, ова е следниот bear market до 2022. Значи, два bear marketi, гледаме дека цената се задржала токму на оваа тренд линија и гледаме дека се уште истата се движи нагоре по оваа тренд линија. Тоа што последната корекција која што имавме по FIB во однос на оваа би рекол bear market од 2021 до дното од 2022, гледаме дека и понатаму Трон се движи кон практично втората мета на FIB која што е 0,41, односно 41 цент за цената на Трон. Главната би рекол пречка и понатаму останува оваа би рекол вредност од 35 центи која што е постигната во bull маркетот во 2018 година, тоа е првиот bull маркет на Трон. И гледаме дека моментално имаме огромна cup and handle формација која што се формира околу оваа цена. И во однос на оваа огромна триаголна формација која што имаме овде, можеме да забележиме дека метата која што имаме поставено уште во 2022-третата година и понатаму останува на околу $1.24, што е негде 4x од моменталната вредност на овој коин. Пак ќе напоменам, сето ова верувам дека ќе зависи од напредокот на биткоин цената, но дефинитивно ова е потенцијална мета за следниот bull маркет, затоа што гледаме дека Трон и понатаму е во одлична форма, а причината и понатаму верувам дека се стейбл коини. Сега ќе се вратиме малку повторно назад на токеномија. Значи моментално можеме да забележиме една екстремно позитивна работа, а тоа е дека сите коини моментално се пуштени во оптек. Значи дека немаме нови коини, немаме vesting schedule. Друга битна работа која што можеме да забележиме е дека инфлацијата ни е позната. Тоа е практично количината која што ја добиваме како награда за стейкинг. Односно, на годишно ниво имаме само инфлација од 3,2%, што воопште не е многу. Значи дека за 3,2% се зголемува вкупната количина на токени, тоест коини на пазарот од овој блокчейн. На тој начин нормално и очекуваме тоа да биде загубата која што ќе има на годишно ниво во однос на инфлација во неговата вредност. Што мене ако ја прашувате воопште не е многу. Сега во однос тоа кој поседува од овие коини, прва работа која што мора да забележиме е дека на Tokenomics немаме податоци. Значи побарав едноставно нема податоци за TRX, нема податоци за Tron, значи дека vesting schedule нема, а и за жал не можеме да видиме кој поседува што кога станува збор за овој блокчейн. Тоа го најдовме на CoinMarketCap. Многу е подобро кога има повеќе платформи каде што можеме да најдеме кој што поседува на овој блокчейн и на било кој друг нормално, со тоа што еве како изгледа моментално состојбата во однос на тоа кој поседува каква количина на коини, односно токени. Значи гледаме дека се е отклучено, сите коини се во оптек и инфлација од 3,2% на годишно ниво. Гледаме дека моментално тимот и DAO-то на Трон поседува 34%, што е 1/3 од коините, што не е така лошо, а се останато гледаме дека било практично уште погледнете ова сега во најдобриот дел. Уште во 2017 година сите останати коини веќе биле пуштени во циркулација. Значи дека ако некој планирал да ги продаде, голема веројатност дека тоа веќе го направил. Значи дека нема да имаме проблем со потенцијални венчур капиталисти кои што ќе ни продадат, односно ќе ни направат дамп. Дополнително е битна работа која станува збор за токеномија, покрај фактот што Трон има мала инфлација од 3,2% од прилика, има и солиден брн механизам. Можеме да забележиме дека моментално со овој брн механизам се горат, би рекол, големи количини на токени. Значи погледнете, ова е на практично месечно ниво по
1,1 сега е милиарда, се извинувам само да проверам дали беше во милиони или во милиарди. Да, милиарди. Значи, оприлика на месечно ниво се горат по 1,2 милиарди токени, од вкупната циркулација од 95 милиарди токени. Што значи дека ние имаме оприлика 1 до 2% на месечно ниво се горат од токените кои што ги има практично во циркулација, што е одлично. Ваквиот брнинг механизам, кој што многу пати сме виделе, помага многу во одржување на инфлацијата и практично задржување на вредноста на овој коин, а тоа го гледаме и во неговиот чарт, односно постојано се движи нагоре. Кога станува збор, повторно се враќаме овдека на, тоест сме во токеномија, односно ќе разговараме за тоа дали има свој ETF-и, дали има свои датцови. Значи ETF се уште нема. Имаме апликација една која што дефинитивно е потврдена, а тоа е апликација од Canary Capital кој што аплицираше за TRX Spot ETF, уште подобро Stake Spot ETF, што е екстремно позитивно, значи дека институциите ќе може да ги стейкаат своите TRX токени во овој практично во овој ETF, а дополнително може да забележиме дека на ниво на Европа веќе има свој ETF, односно Exchange Traded Products, како што се нарекува, од страна на VanEck, регистриран во Лихтенштајн, што значи дека функционира на ниво на Гејропа. Ваквата регистрација во Лихтенштајн му дава практично компатибилност со Мика, што значи дека Трон е легален моментално во Гејропа, според ова што го гледаме моментално, според овој ETP продукт на VanEck. Сега, ако останува збор, нормално за ETF се уште немаме, затоа и нема да го најдеме практично во оваа листа на алткоини кои што има свој ETF, но затоа ќе го најдеме во листата на датцови. Односно, постои компанија која што има свој Digital Asset Treasuries во однос на Tron. Тоа е Tron Incorporated или Tron.us, кој што моментално има вкупна количина од 691 милион Tron токени и на 13 април додале дополнителни 2 милиони Tron токени. Значи, со оглед на фактот дека ова е негде околу 0,6% вкупната количина, да е 0,7% вкупната количина на Tron токени во циркулација е во рацете на оваа компанија. Екстремно позитивно. Продолжуваме понатаму со Real World Asset токенизација, која што исто така многу битна, знаете и сами. Една работа која што мора да забележиме за Tron мрежата е фактот дека нема ништо друго на него токенизирано освен екстремно голема количина на стейблкоин. Значи 87 милиарди долари стейблкоини се наоѓаат на Tron мрежата моментално. Со тоа што гледаме дека тоа е во најголем дел Tether. Тука е неговата моќ. Tether кој што моментално е буквално сузбиен од сите најголеми мрежи, почнувајќи од Ethereum и Binance, најде своје склониште во Tron мрежата. Со оглед на фактот дека Tether е базиран во Сингапур, Tron е базиран во Кина, очигледна е моменталната соработка. Има мали количини и на USDC, као што може да забележиме, тоа е 28 милиони. Рековме дека и PYUSD на PayPal е овде, но гледаме дека несомнено најголемата количина е Tether. Tron е местото каде што Tether и понатаму доминира апсолутно. И ако погледнеме како тоа изгледа во однос со останатите, би рекол, мрежи со стейблкоини, јасно ќе видиме дека Tron е непобедлив второ место шампион во оваа категорија, без разлика на тоа дали Solana имала активност или не. Tron моментално има, чисто да ви кажеме прилика како изгледа во однос на споредба, 87 милиарди, додека за разлика од тоа Solana има, само секунда, малку ни замрзна, Solana има само 14. Значи дека Tron има 3 пати, тоест извинувам, околу 6 пати повеќе стейблкоини за разлика од Solana. И нормално убедливиот шампиони понатаму останува Ethereum. Но сега да кажам дека ова е јаката страна на Tron, која што сега ќе видиме во метриците и во генерирањето на ревенју кој што го прави овој блокчейн поради масивната количина на стейблкоини која што ја поддржува од страна на Tether, односно USDT. Уште една екстремно позитивна работа е тоа што истиот е еден од најбрзите блокчейни моментално. Се бори постојано за трето место со Binance, BNB, и има негде околу 180 до 200 трансакции во секунда, што значи дека навистина го става на екстремно висок пиедестал кога станува збор за брзина на овие блокчейни, која што е нормално потребна, знаете и сами, колку е побрз блокчейнот, толку е подобро за неговата функционалност и неговата корисност. Кога станува збор за останатите метрици, сега ќе споредиме некои интересни. Првата работа што може да забележиме е трансакции во секунда 136, оприлика истото го потврдува и токен терминал. Значи
можеме да видиме дека варира, овде дека е 185, овде дека е 136, но повторно ја на крајот од денот би го ставил во најбрзите без разлика на се, и двата портали ни го кажуваат токму тоа. Кога станува збор за DeFi секторот, можеме да видиме дека има активни апликации кои што моментално функционираат на овој блокчейн, кои што практично се дел од неговиот DeFi, иако најголемиот дел се овие први две апликации, JustLand и USDD. Се останато е со многу мала ликвидност, но како и да е, зборуваме за екстремно голема ликвидност уште од неговиот почеток, 2021 година, кога ефективно станува практично Proof of Stake и има своја смарт контракт компатибилност. Гледаме дека уште од тогаш има околу 4, сега веќе околу 5 милиарди долари DeFi ликвидност. Тоа е капитал кој што е заклучен на овој блокчейн. Иако го споредиме со најголемите апликации кои што моментално постојат, го става во топ практично 10. Значи, овдека би бил негде споредбено со овие најголеми апликации кои што имаат нормално исклучиво DeFi цел, DeFi на постоење, па затоа би го ставил дефинитивно овде во овие најголеми, затоа што има 5 милиарди DeFi капитал. Што значи дека навистина станува збор за екстремно активен проект, а тоа ќе го видиме нормално и овде. Моментално може да забележиме дека е еден од највисоките поактивни юзери, би рекол блокчейн во светот, 15,7 милиони активни корисници на месечно ниво. Сега нормално ова многу нема да ви значи ако не го споредиме со останатите блокчейни, погледнете сами. Трето место по најактивни блокчейни веднаш после Binance и Solana. Што значи дека навистина станува збор за еден од најактивните блокчейни во светот, кој што навистина очигледно се користи. Не е само юзери, значи може да видиме и во однос со трансакции, значи не е доволно само да има активни корисници, а користите не транзактираат. 8,4 милиарди трансакции досега има транзактирано во последниве 3 години. Значи чисто да видите дека станува збор за голема активност. Еве, ова е во однос на месечно ниво, не, на неделно ниво, да. Значи на неделно ниво истиот процесира негде околу 70 до 80 милиони трансакции на неделно ниво. Така да навистина станува збор за екстремно активен блокчейн. Пак ќе напоменам, верувам дека 99% од овие трансакции се буквално стейблкоините, значи тоа е неговата главна намена. Значи тоа е она што го зборува. Секој од овие layer cake-ови ќе си го најде своето место, ќе си ја најде својата нишка, ќе најде зашто ќе биде користен во иднина, почнувајќи нормално од овој кој што денеска го работи. Во однос на тоа колку корисници, колку држачи на овој коин има, гледаме дека постојано расте оваа сума. Од 102 стигнавме до 169 милиони инвеститори во Tron од 23 година до 26, значи за 3 години пораснале практично за околу 60% количината на инвеститори во овој блокчейн. Очекувано со оглед на фактот дека навистина си го најде своето место, би рекол, во финансискиот свет. Кога станува збор за генерирање на fees, односно на практично плаќање за трансакции на овој блокчейн, може да видиме дека генерира негде околу 50 милиони во просек на неделно ниво, само во fees, а кога ќе видиме што останува од тоа, со оглед на фактот дека има burn механизам, значи овој burn механизам и наградите кои што ги дава на самите нодови, го остава со, сега ќе видиме колку, значи негде па исто. Како што може да забележиме, нема голема разлика, значи скоро и да нема ништо посебно околу burn механизамот овде. Повторно на крајот од денот има ревенју, чист профит од 50 милиони долари неделно. Значи станува збор за стварно профитабилен блокчейн генерално. Сега кога станува збор за неговата активност во однос на девелопери, ова е дел што го зборувавме. Со оглед на фактот дека иако има активен екосистем, не е како екосистемите, би рекол, на Binance и на Ethereum, истиот највеќе се базира околу овие стейблкоини. Што може да забележиме? Може да забележиме дека се наоѓа на 42 место, а е еден од најголемите Layer 1 проекти. Значи никогаш не сме го виделе во топ 10 и тоа очекуваме така да продолжи, затоа што неговата работа е фиксно врзана околу овие стейблкоини, сосем очекувано. Ова ќе го споредиме нормално и на токен терминал, каде што може да забележиме дека има активно постојано работење на самиот проект преку овие code commits кои што ги прават програмерите, девелоперите на овој проект. Гледаме дека постојано има така речено скрипти кои што се депонираат во GitHub за неговото надградување, што нормално очекувано е активноста која што ја бараме од еден Layer 1. И еве овдека е како изгледа во однос на договорите, оние смарт контракт кои што моментално се депонираат. Повторно станува збор за контрактите кои што се дел од неговата смарт контракт компатибилност, односно ова е делот со екосистемот негов, дека активно се развива исто така.
И кога ќе погледнеме колку девелопери работат истиот, 82 full-time девелопери, меѓу кои имаме, сега ова е многу интересно, 82 full-time од вкупно 378 кои што работат на овој проект, 82 се со цело работно време, додека 177, околу половина од ова што гледат овдека, се established. Многу битно, тоа значи дека долгорочно работат на овој проект. Пак ќе кажам, девелопер се задржува долгорочно на проект доколку верува во неговата иднина, што е екстремно позитивно. Да видиме што ќе каже Token Terminal за количината на девелопери. Имаме мала, би рекол, разлика. Значи, кога проверуваме преку Token Terminal, има само 27. Така да, навистина голема разлика, но не гледам зошто во оваа ситуација Developer Report би лажал, би рекол, во оваа ситуација. Повторно, значи, кога ќе видиме каде се наоѓа во однос со количината на full-time девелопери е доста долу, 82. Повторно, уште едно, затоа што како Layer 1 не е толку фокусиран на развивање на екосистемот, колку што е фокусиран на користење на стейблкоините. Така да очекувано е дека ќе биде малку подолу на оваа листа, за разлика од, као што видовме, Solana, сега овдека погледнете Polkadot, Cosmos, Base, кои што се базирани за развивање на нивниот екосистем многу повеќе. Кога станува збор за Tron како ентитет, значи ова препоставувам дека е Tron DAO-то или во оваа ситуација Treasury-то, каде што имаме 4,2 милиарди долари, тоест 4,2 милиарди коини Tron, кои што вредат негде околу 1,5 милиарди долари, што ако го споредиме со првобитното откритие, мислам оној податок кој што го добивме, дека има околу 35% вкупно во рацете на тимот и на DAO-то, тоа ни покажува дека моментално голем дел од овие коини се искористени. Значи, како што знаете, сами Arkham Intelligence е платформа која што активно ги следи сите овие ентитети. Значи, пак би напоменал, ако е таква ситуацијата, тоа ни покажува дека голем дел од овие 34% веќе се искористени. Што значи дека дали ги користеле за надградување, купување, што и да правеле, битно само околу 4,5% купната количина на токени се во рацете на DAO-то моментално, што е екстремно позитивно. И овдека, за жал, не најдовме податок за децентрализација. Најчесто CoinMarketCap има свој податок за децентрализација, го проверивме, немаше, но го најдовме истиот на CoinCarp, каде што активно може да видиме дека еден од најдецентрализираните проекти кои што сме ги виделе до сега, 38% вкупната количина на токени се во топ 100 новчаници, што ви кажува дека навистина станува збор за сериозна децентрализација. Погледнете. Значи, имаме екстремно мали суми, само првите, би рекол, 1-2 новчаника овде се проблематични, но истите потенцијално можеби се и на самата фондација, за жал не се обележани, но како и да е, со исклучок на овие два кои што има 3,92%, останатите се, би рекол, со екстремно мала моќ да направат некаков тип на дамп, што е навистина позитивно. И како што кажеме на самиот крај, значи, за да го најдете нивниот Explorer, тоа е tronscan.org. Ако се вратиме на прашањата, да видиме дали нешто сме промашиле, значи, одговоривме за roadmap, зрелост, како што кажеме, најактивниот дел од roadmap моментално е квантната заштита од квантни компјутери. Техничка анализа, фундаментална анализа направивме, да, една работа која што не одговоривме е каде истиот може да го најдете. Односно, знаете, сами CoinGecko на самото дно може да ги најдете сите платформи на која што може моментално да го најдете овој коин, што значи дека најголемите, апсолутно еден од најстарите, па затоа и гледаме дека најголемите, апсолутно сите најголеми платформи го имаат овој коин на располагање за купување и продавање. И од прилика тоа е се, мислам дека одговоривме на сите негови прашања. Се надам дека уживавте како и секогаш, се гледаме во следното видео и поздрав од CryptoGamidžија и од топлата Малта.